Благодарам, почитувана јавност, почитувани граѓани. Ете да продискутираме и за годишниот извештај на Народниот правобранител за степенот на почитување на човековите права, кој што, за жал, сметам дека од она кое што се случуваше изминатиот период во нашата држава, скоро и да не постојат. Во држава има неколку независни институции кои што доставуваат годишни извештаи до собранието, меѓу кои што е Народниот правобранител. И ако е нешто заедничко за сите овие институции, тоа е игноранскиот однос од мнозинството или од владата кон истите тие институции. Така е случајот со Државниот завод за ревизија, таков е случајот и со Народниот правобранител, таков е и случајот од Државната комисија за спречување на корупција, односно може да се види дека секаде онаму каде што има нотирани одредени слабости или работи кои што едноставно со својата услуга институциите не испорачуваат доволно квалитет кон граѓаните, тоа во собраниево се игнорира. Ако нешто најмногу ми пречи кај ова владеачко мнозинство е одвратното лицемерие на користењето на политиката само за личен интерес и нешто што е можеби прифатливо за некој кој што има силен желудник и јак стомак, но е неприфатливо кога ќе почне да се губат животи заради истото. А може да се види дека во она кое што е дадено како извештај од Народниот правобранител има неколку забелешки за кои што една одговорна влада и многу посериозно би реагирала. Ќе потсетам само на две од нив. Првата е за она нотирање за незаконското, јас ќе кажам, тоа е моја лично квалификација на незаконското работење на Регулаторната комисија за енергетика, во кое што наместо да се гледа државниот интерес, се гледа интересот на поединци да создаваат профити, нешто што не е нормално, но се случува во држава. И второто е за оние брзи кредити, каде што многу македонски семејства практично се зацрнија и нивниот семеен интерес, нивната семејна судбина едноставно се репрофилира и се ремоделираше во негативна насока, нормално, затоа што државата и треба месеци и години за да може да пресретне одредена намера и со инструментите кои што и се дадени да може да им помогне на граѓаните, затоа што тоа што се случува се уште е ненормално. Од она кое што може да се види, јас сметам дека е срамота да дискутираме како собрание за човекови права во држава во која што се случи еден од најголемите скандали во регионот, а можеби во Европа и во светот. За какво спочитување на човекови права ќе збориме ние кога здравствениот систем е подреден на корупцијата и каде што директно се убиваат луѓе? Какви се тие човекови права? Каква е таа човекова слобода кога оди одреден пациент согласно негово уставно дадено и загарантирано право да добие здравствена услуга, да си го спаси сопствениот живот, а во самата клиника постои организиран криминал, кој што тој пациент на крај го губи основното право за кое што е отишол и основното право на живот. И сега ние тука ќе зборуваме за човекови права, ние тука ќе седиме и ќе зборуваме за извештај во кој што човековото право е основно право и слобода и е несоборливо нешто. Сега, од една страна, ние тука ќе зборуваме, некој тука нас ќе ни реплицира, а од друга страна на 3-4 километри од тука имаме концентрациони логори во јавни здравствени установи. Зашто да зборуваме ние тука? Да зборуваме затоа што одвратно ми е, на мене имам чувство на гадење кога ги гледам луѓе во кои што тука мафтаа со знаме нема правда, нема мир, каде што зацрнија судбини, па да еден човек, кому името му е Миреја Киевски, 5 години е во домашен притвор, за да судот од Страсбург кажа дека онаа која што на телефон се смееше дека го заборави во притвор, му давала такви пресуди? Или да зборуваме за Гордана Јанкуловска, која што изрежа 3 години во затвор, за Мерцедес за кој што денеска Димитар Ковачевски се вози, за кој што беше дискриминирана 3, 4, 5 години да нема право на викенд да користи. За тоа ќе зборуваме ние за тука за човекови слободи и права. Дали ќе зборуваме за човековите слободи и права на оние семејства на кои што фамилиите им изгореа во модуларната болница? Или на оние кои што се превезувале преку граница со непостоечка лиценца? Зашто какви човекови слободи и права ќе зборуваме? За тоа што првпат во историјата на оваа држава Народниот правобранител сака да излезе на протест затоа што овие од владата го игнорираат? За тоа ли да зборуваме за човекови права и слободи? Знаете како
во една наша соседна држава, 90-тите години се најцрните години во постоењето на таа држава. Најцрните години во постоењето на независна Република Македонија се од јуни 2017-та до оној момент додека не се организираат избори, додека оваа неспособна каста на луѓе не се замене во историјата. Тие ќе бидат најцрните години во постоењето на оваа држава, без малку да нема основна сфера во општеството каде што нема повредено ниту едно права или ниту една сфера. Не постои таква. Вели, сите државни органи и други правни субјекти имаат должност да соработуваат со народен правобранител и апропо на тоа, народниот правобранител треба тој извештај да го достави до собранието. И се нотира дека самата влада нема никаква соработка со народниот правобранител. Понатаму видите една реченица, само ќе цитирам за граѓаните да им стане јасно за што зборуваме. Треба да се истакне фактот дека минатата година поради попречување на работата во разни области доставени се 18 посебни извештаи до владата, кои за жал ниту еднаш не ги испочитува законските одредби на седницата на која се разгледуваат овие извештаи да го повикаат народниот правобранител. И мене апсолутно тоа мене не ме менува ништо, затоа што веќе знам какви луѓе седат таму, но тука има една дополнителна реченица која што го објаснува сижето на ова за кој што ние дискутираме. Ваквата несоработка секако дека иде на директна штета на граѓаните. Од причина што со самото доследно спроведување на препораките на народниот правобранител ќе се подигне степенот на заштита на нивните права. И најголемиот број примени заведени представки се однесуваат од областа на правосудството. Пред малку, пред да дојдете вие почитуван народен правобранител, беше тука евроамбасадорот господинот Дейвид Гир во таа сала соседната и зборуваше за европскиот извештај. Нула оценка во правосудството. Послабо од претходната година. Оценка 1,52, историски најслаб извештај. Тоа не го кажувам јас, Европската комисија го кажува. Тоа не го кажувам јас, тоа го кажува официјален извештај на народен правобранител. Знаете зашто? Затоа што луѓе од оваа институција си се професионалци. Си дошле како вчера што беше тука присутен државниот ревизор. Не е тоа храброст кога никој ќе ја каже вистината, туку тоа е професионализам. И луѓето не сакаат да имаат одговорност на нивниот грб. 18 извештаи ви пратиле на владата. Знаете за вас кога постојат човековите права? На партиската пресконференција на СДСМ. На партиската говорница во СДСМ. Само таму постојат за вас човековите права. Само таму постои за вас некаква правда. Само таму постои за вас еднаквост или нешто слично. И сакам тука да искористам оваа прилика, почитуван народен правобранител, да ве повикам на следново. Да ја искоментирате пресудата, која што пред неколку дена беше донесена, и прекршувањето на основни права на пратеник во Собраниево за изјава дадена од партиската, од собраниската говорница, за која што од пратеник од мнозинството беше тужен и таква пресуда има добиена. Тоа е еклатантно прекршување на сите воспоставени норми и правила на планетарно ниво. И тука сакам да кажам две работи покрај истото. Прво, дека Мартин Костовски со чиновничка плата прави зграда во центарот на Куманово, дека си ја вработил сопругата во Министерството за надворешни работи, дека е во постапка на добивање на документи од Канада и дека е вмешан во трговија со недозволени средства во затворот во Куманово. Повели, тужиме. Втора работа која што сакам да ја кажам на судијата која што донел оваа пресуда. Прво, ќе одговараш. Второ, ќе бидеш разрешен. Трето, еден ден драг непријател или пријателе, некој ќе те повика да дојдеш и да кажеш зошто си донел ваква пресуда и си прекршил основни права на еден пратеник. А ќе биде повикана и докторката да каже зошто и било платено за да напише таков извештај. И ќе биде повикан и партискиот адвокат од Куманово, кој што за тоа што го пишува таму му било платено од една институција. Благодарам.